Навистина, еве денеска поминавме еден убав ден во ромското мало со моите блиски соработници, пред да кажам, и музичари од светски калибар. И дојдовме овдека да видиме, да поразговараме малку, да се соочиме со нивното секојдневие, со нивната вистина, со нивните проблеми. И навистина ги имаат многу. Значи, јас како музичар ќе направам многу, се што можам, и моето име ќе го ставам на пиедестал и ќе бранам културата и уметноста пред сите овие светски имиња. Еве го, Уска Кане до мене, маестро Мирсат, Ице до мене, Трио Берово, кои навистина се светски брендови, и понатаму ќе работиме да ја унапредиме културата и уметноста, зашто, како што кажав, тоа е најдобриот амбасадор на секоја една општина. Значи, овдека имаме, како што реков во едно минато интервју, победници на еден од најголемите светски фестивали, Гуча, господинот Уска Кане до мене. Легенда, светско музичко име. Сите тие имиња ќе добијат посебен статус во општината, како наши амбасадори, како што реков. Ќе представуваат општина Берово на секаде низ светот, меѓутоа официјално ќе добијат посебен статус и посебно место со пиетет. Не сум се мешал во партии, во изборни кампањи, ама за Горан Алачки, значи јас имам верба во него многу, соработуваме повеќе од 10 години, многу е коректен према сите, значи сум поблисок со него и му ги знам плановите, сме разговарале, што и да сме правеле, што и да сме посакале од него. Не изажот, пред се тоа можам да кажам. Не е партиски определен, тоа ми е многу битно. Не манипулира, и тоа е битно. Многу е искрен. Значи, и пред тоа он на сите сакал да помогне. На сите. И колку е можел, он е помагал на луѓето. И сега, значи, ќе му ја дадеме поддршката на Горан Алачки, ќе му ја дадеме поддршката, се надевам, од целото население, па и од градот. И на нас ни треба, значи, таков човек, трет човек. Значи, да не е ни од тука, се истите гарнитури се менуваат. На нас ни треба таков човек во градо за да ги оправиме работите што треба да се оправат, а има многу работи за оправјање. Добар колега, добар музичар, добар човек, добра личност. Така, според вас дали заслужува таков човек да дојде на позицијата градоначалник на Берово? Па заслужува, зашо да не? Зашо да не работи само, што викаме тие политичари, кои не заслужува да се градоначалници кои нема врска со тие работи. Многу работи што нема врска, зашо да не и ние од музичарите да немаме таков човек кој вреди. Ние с него познаваме по музиката, по тие работи. Наш човек е, надам се оти добро ќе биде и народот треба да гласи. Треба да има промена, да се реформира таа влада, тие нечистоти што прават. За секој добар човек, поштен, кој ќе мисли за народот, за сиромашчијата. На нас таков човек ни треба, без разлика свирачле, тапанџијале, не знам што. На нас ни треба поштен човек, оти животот ни е многу загрозен за нас. Ние не може да обстанеме. Јас зимам 10.000 пензија. Со 10.000 господинот Заев и не знам кој, нека му дадат тие пари на него, да видиме колку време може да проживее он с 10.000. Јас зема 10.000 половина и давам по докторие, немаме лекарства, мора да идеш да и купиш на приватно, струја плати, вода плати, не знам што друго. Како ќе живееме? Сега дрва немам. Одека како може да дојам до дрва јас да си купа? Аз сам немочен, не може ни да гледам. Тија со се една количка
като понапред што правехме. Сиромашија значи голема, на нас ни треба човек поштен. Нема што, знам ги, убаво ги знам и треба да се поддржаваме. Треба да се поддржаваме и они да не поддржава.